Во 2025 година се најавуваат неколку новини кога станува збор за високото образование, вклучувајќи и зголемување на буџетот за студентски стандард. За иднината на високото образование, за предизвиците и подобрување на условите за студентите, разговарам со професор доктор Весна Јаневска, министерка за образование и наука. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на студентите во 2023-2024 година изнесува 52.316, што е намалување за 2,8% во споредба со претходната година. Најбројни остануваат студентите на Финки, потоа медицинските факултети и Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Мораме да констатираме дека имаме одлив на мозеци од земјава, студенти кои студираат надвор од државата, но не се враќаат повторно во Македонија во земјава. Се поставували под знак прашални квалитетот на нашето образование? Да, сосема сте во право. Бројот на студенти се намалува. Демографските показатели покажуваат каква е состојбата. Иселувањето зема се поголем и поголем замав и причините за ваквите случувања се бројни, но дел од тие причини представува и квалитетот на високото образование. Секако, ние доцниме со одредени промени и во високото образование, како и во другите нивоа на образование, односно основно и средно, и ќе треба што е можно побрзо тоа да се промени. Модернизација на наставни програми, нудење на соодветни програми, она што всушност им треба на младите за да го организираат сопствениот живот во сопствената земја, би рекла, со цел да можат да придонесат и за себе и за општеството. Секако, со тек на време ќе го правиме ова и ние сме во комуникација со универзитетите, но постои еден дополнителен проблем на студиските програми, кои се вели да фокусирање на студентите на одредени факултети се разбира со цел за да добијат работно место, па така со Финки нешто полесно се добива работно место, а пак медицинскиот факултет, за жал, ние имаме недостаток на доктори, служи како база за пат во еден правец некаде надвор од земјата. Анализата на пазарот на трудот би требала да помогне во решавање на овие проблеми. Проблемот со невработеноста кај високообразовните кадри продолжува и понатаму во земјава со 15 доктори на науки, 6688 магистри кои активно бараат работа. Особено погодени се правните, но и економските науки, што укажува на недоволното планирање на пазарот на трудот. Овој проблем се провлекува со години во земјава. Може ли да се најде решение? Во еден период, колку што јас се сеќавам, еве од лично искуство ќе зборувам, постоеше некаква тенденција за многу правници, многу економисти, па како што сега има тенденција за многу студенти кои ќе завршат на Финки, но да, сметам дека и тогаш и сега не е направена добра анализа на пазарот на трудот, за да може да планираме одреден број на вработувања во текот на следните години. Се разбира дека во минатиот период студирањето беше една од мерките за чување на социјалниот мир, односно во недостиг тогашен на работни места, префрлањето на одложувањето на проблемот за неколку години се чинеше како некакво преодно решение, меѓутоа состојбата не се подобри, економијата во Македонија е таква каква што е и ние во одредени моменти доаѓаме со премногу кадар кој мора да бара работа во странство или со премалку кадар, како во овој момент не само на високо образовен, туку и на средни стручни професии, каде што има недостаток на кадар. Се разбира дека државата треба да води сметка за оние кои се највисоко образовани, доктори на науки и магистри, меѓутоа мора да бидеме свесни дека ние во еден период во нашата земја имавме и инфлација на премногу доктори на науки, премногу магистри,
кои можеби на државата не и се до толку потребни или кои многу лесно стигнуваат до овие титули. Јас секако не велам дека овие луѓе за кои што вие зборувате припаѓаат во таа група, не можеме ние да знаеме, но факт е дека ваква една појава постои и дека и тоа е еден од проблемите кој во некој едно време ќе треба да го решава. Така. Во март 2024 година универзитетските студентски собранија објавија студентски манифест кој бараше бесплатно образование, потоа дигитализација, автономија и подобрување на студентскиот стандард. Меѓутоа, студентите на УКИМ пак беа изненадени со значително покачување на трошоците и животот во студентските домови не беше задоволителен. Државниот завод за ревизија откри значителни проблеми како што е затворањето на студентскиот дом Стив Наумов и намалената финансиска оддржливост на студентските домови. Како да се подобри студентскиот стандард? Може ли да се исполнат овие барања на студентите? Оваа година имаме зголемување на буџетот за студентскиот стандард за 18%. Во Македонија студентите не дека добиваат малку, тие добиваат доста. Добиваат стипендии, добиваат субвенциониран студентски оброк, еве во Скопје добиваат бесплатен превоз, добиваат разни погодности, сместување во студентски домови, добиваат разни погодности за кои тие секогаш, претпоставам, ќе речат дека може уште. И да, начелно може уште, меѓутоа образованието е многу скапа работа. Студентите се двигатели на позитивните промени во општеството. И како такви, како врвот на интелектуалноста во една држава, освен тоа што имаат барања, сметам дека треба и реално да ја согледаат ситуацијата и да понудат решенија во однос на таа ситуација. Секако дека владата, барем оваа влада, ќе прави силни напори да ги подобри сите можни проблеми кои тие ги имаат или да им удоволи на нивните барања кои не се без основа секако. Така, реконструкција на студентските домови е почната, стипендиите редовно сега во овој период од кога е дојде на новата влада ги исплаќаме редовно. Студентскиот оброк исто така редовно го исплаќаме. Во однос на другите нивни барања, ние сме во постојана комуникација и јас сум многу среќна и задоволна што тоа е така, затоа што навистина како врвот на државата тие треба да имаат свое значајно место и ние треба нив да ги слушнеме. Од тука, бидејќи постојаните контакти ни вродуваат со плод, продолжуваме на ист начин да комуницираме и се надевам дека ќе дојдеме до посакуваните резултати. Во мај 2024 година вие ја презедовте позицијата министерка за образование и наука. Најавивте инспекцијски надзори, но и остри мерки против неправилностите на некои универзитети. И покрај напорите за подобрување на состојбата, Шангајската листа за најдобри универзитети продолжува некако да ја избегнува Македонија. Имаме ли стратегија за решавање на овие прашања? Секако дека и овие прашања треба да се решаваат, секако дека имаме одредени планови. Она што во моментот го правиме е подобрување на Законот за високо образование, односно ние ќе имаме нов Закон за високо образование, каде што ќе регулираме одредени членови кои би можеле да го подобрат квалитетот првенствено на високото образование во нашата држава, квалитетот на образование кој студентите го добиваат и секако покачување на шангајските листи, што е врзано со неколку компоненти, од кои научната и иновативната дејност, научните истражувања, кои пак се поврзани со критериумите за избори во звања. Мои колеги, значи универзитетски професори, работат на законот, тој е при крај. Секако ќе треба уште малку да се доработи. Јас не можам да кажам дека утре ќе стапи на сила. Ќе се доработува, ќе биде даден на јавна расправа и после сите забелешки што ќе ги имаме, ќе го пуштиме во процедура.
Покрај тоа, потребни се промени и на други закони, еве да речеме законот за научно-истражувачка работа, исто така треба да се менува. Зошто зборувам за закони? Затоа што тие се стимулативни мерки кои ќе предизвикаат промени во начинот на кој се извршува дејноста научно истражување или високо образование, но секако ќе бараме можности што е можно повеќе студенти да вклучиме во целиот овој процес, заедно со своите професори да работат на унапредување и на иновациите, и на науката, но и на високото образование, што би довело до бавно, постепено, но континуирано покачување на Шангајската листа, најверојатно на УКИМ, затоа што сепак тој е и најголем, веројатно има и најдобри можности, но јас се надевам дека после тоа и некој друг наш универзитет би можел да се најде на истата листа. Во 2025 година се најавуваат неколку новини, вклучувајќи го, дели рековте и вие, зголемување на буџетот за студентски стандард и нови ваучери за електронски уреди. Се очекува, нели споменавте, усвојување на нов закон за високо образование и продолжување на изградбата на важни универзитетски згради. Ќе успееме ли да го постигнеме сето ова во догледно и пократко време? Јас ќе повторам, покрај тоа што е многу скапо образованието, за да се видат ефектите на образованието, треба подолг период. Финки и ФФК секако, зградите на Финки и ФФК секако ќе треба да се доизградат, затоа што огромни суми пари се вложени во нив, и греота е тоа да пропаќа, но факт е дека и на Финки и на ФФК им треба простор. Финки кубори со простор за студентите, ФФК има исто проблеми кои малку поинаку можеби би можеле да се решат, но тие згради ќе бидат почнати и се надевам во овој мандат и завршени. Да, ќе се доградува и факултетот Мајка Тереза, и таму планираме да вложиме, но ние ќе ги доградуваме зградите, но суштината на образованието не е во зградите. Суштината во образованието и во напредок на професорскиот кадар, тие треба да напредуваат, да стекнуваат нови знаења, нели доживотно учат универзитетските професори, да им се овозможат одредени посети во странство, на семинари, на конгреси, на воркшопови и така натаму, да им се овозможат услови во кои ќе работат, оти не можете да правите истражување. Некои науки и можат тоа да го прават, во главном општествените со помалку средства, но техничките, медицинските, биомедицинските науки навистина им требаат и средства за да можат да направат истражување. Ние се надеваме дека бавно, но сигурно ќе ги подобруваме сите овие услови за ние конечно да стигнеме таму каде што треба, вклучувајќи ги зградите кои ќе бидат доизградени. Ќе го заокружиме разговорот со уште едно прашање. Во Министерството за образование и наука се прават и анализи за проширување на опсегот на студентскиот оброк и зголемување на неговата сума на 160 денари, а морам да истакнам дека меѓу барањата на студентите, но ќе ги спомнам и средношколците, се и воведување на кариерно советување, овозможување на студентска работа во текот на студиите, што го слушнавме нели во претходниот прилог, дигитализација на учебниците и на картичките за превоз од јавниот градски превоз. Да, ајде да почнеме од назад. Дигитализација се спроведува и ќе се спроведува. Ние не можеме да останеме технолошки недоразвиени или неразвиени. Во однос на студентската работа, сериозно планираме да го овозможиме тоа, студентите да можат да работат, за вака како што рече Александар, половина работно време, ќе го дорегулираме. Во однос на студентскиот оброк, ние разговаравме да го прошириме опсегот, вклучувајќи ги и дел од студентите кои работат, но во сумата на средства кои сме ги планирале во буџетот за оваа година. Што значи дека студентскиот оброк би останал на вредност од 140 денари,
но би го зголемиле опсегот. Тие пресметки се направени и може да се зголеми опсегот. Во овој момент правиме пресметки колку би ни требале дополнителни средства или воопшто не би требале, ако евентуално и малку го покачиме студентскиот оброк. Со тоа што студентите велат дека тие веќе се во контакт со бројни кафетерии, ресторани, продавници кои за 140 денари нудат комплетен студентски оброк и тие се задоволни да се прошири таа мрежа со таа сума на средства, а да се прошири опсегот. Деновиве секако ќе се сретнеме, пресметките се готови и ќе го донесеме финалното решение. Така да мислам дека најголем дел од нивните барања ќе бидат исполнети, иако можам да кажам дека дел од нивните барања, всушност сите досега кои ги побара, за Министерството не беа проблематични и ние веќе исполнивме одредени услови кои тие ги бараат и тоа на шега велиме во 3 дена исполнивме 3 услови кои во минатото можеле, но не им биле удоволени. Ја само за крај ќе кажам, потребно ни е да создадеме образовен систем кој ќе одговори на потребите на општеството, но и на пазарот на труд, но пред се најважно е студентите својата иднина да ја гледаат во Македонија. Дефинитивно и јас се надевам дека сите овие чекори што ги правиме со огромни напори ќе доведат токму до тоа тие да живеат во својата држава, во својата татковина, тука да бидат и продуктивни, но и среќни. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и јас вам.